Добар ден, драги ученици, јас сум Јованче Безимовски, наставник по физичко и здравствено образование во Основното општинско училиште Ристо Крле од населено место Кадино, општина Илине. За денешниот ден од темата атлетика ќе земеме методската единица низок старт. Пред да започнеме со воведниот дел од часот за загревање, значи да повториме низок старт се користи во спринтерски дисциплини од 60 метри во сала до 400 метри на отворено. Сега ќе почнеме со загревање, за да можеме да го работиме главниот дел од часот. Поради овие услови, бидејќи работиме во домашни услови, ќе почнеме со ситен скип загревање, кое што ќе биде некаде околу 3 до 4 минути, а потоа почнуваме со вежби за загревање на целокупниот локомоторен апарат. Значи, почнуваме со вежби за главата, одиме напред-назад, сите овие вежби ќе се повторуваат по 4 до 5 повторувања. Значи, лево, десно, исто 4 до 5 повторувања, потоа имаме кругови на една страна, кругови на друга страна. Сите овие вежби не треба да се брза, треба да бидат поспоро изведувани, да не дојде до некое истегнување. По вежбите за главата одиме со вежби за раменски појас, значи раменски појас на напред 5 повторувања, на назад 5 повторувања. Измеѓу секоја од овие вежби може да земеме мал одмор. По вежбите потоа продолжуваме исто така со вежбите за раменски појас, каде што ги уклучуваме рацете, значи напред 4 до 5 повторувања, потоа одиме назад, потоа одиме горе рака. Сите овие 4 до 5 повторувања, потоа одиме рашири раце, исто. Една рака горе, друга позади, потоа одиме, олабавиме малку, одиме со карлицата, значи вртење на една страна, друга, без брзање, на една страна истегаме лесно, друга страна, се спуштаме доле, без никаков напор, право колено, друга страна на другата нога, убаво да стегнеме. После секој од овие стегнувања олабавуваме, одиме лева рака, десна нога, нагоре, исто 4 до 5 повторувања, прави колена, значи при овие вежби треба да гледаме, значи исправено рацете, нозете, за да што подобро да имаме истегнување на мускулите. Потоа одиме со вежби за задна ложа, значи полека спуштаме споени нозете, убаво со прави колена, до доле да се фатат прстите, олабавуваме мускулите, малку идеме за предна ложа, потоа одиме другата нога. Така, значи, сега кога сме спремни за главниот дел од часот, почнуваме со работа. Како што рековме, низок старт се користи во спринтерски дисциплини од 60 метри во сала до 400 метри на отворено. Сега ќе почнеме со практична примена на дадената техника. Во нашиве услови, а и вие во домашни услови, пошто немаме стартни блокови, ќе користиме обична стартна линија, каде што ќе ги поставуваме двете нозе. За оваа техника една нога ја повлекуваме назад за една должина од
од другата нога, додека другата нога ја враќаме назад и ја виткаме во колено на средина од другата нога со растојание од една патика измеѓу нозете. Рацете, 4 прста се на една страна, палецот на друга, исто така се позади стартната линија. Ова е команда на место. На команда позор одиме со подигање на едната нога, меѓутоа не да ја исправиме, затоа што ќе немаме стартна брзина. Ногата само се подига 10 до 15 сантими, телото оди на напред, главата е напред и на команда старт тргаме. Ова е таа позиција и на команда старт се трга. Хоп! Ова беше еден дел каде што треба да припазиме на некои работи. Предната нога не треба да е до стартната линија, треба една патика да е назад. Доколку е напред, тогаш би ни била во гради би била и не би можеле нагло да тргнеме. Затоа е една патика, како што рековме, додека, уште еднаш ќе повторам, битно е задната нога. Задната, на која што се одразуваме, многу битно е да не е исправена, за да можеме брзо да стартуваме. За оваа техника тоа е најбитно. Во завршниот дел од часот го смируваме организмот и повторуваме што сработивме на овој час. На овој час работевме низок старт кој што се користи од 60 метри во сала до 400 метри на отворено и во штафетните трки 4 пати по 100 метри и 4 пати по 400, каде што се користи при старт. Тоа би било се за овој час. Спортски поздрав, здраво!